Озаконето фактурирање на сметките за струја без претходно читање на броилата. Владата предлага контроверзни одредби во предлог Законот за енергетика, алармира Сдруженијето инженери на Република Македонија. Машинскиот инженер Денис Мустафа Оглу појаснува дека паушално наплаќање на сметките речиси секогаш е на штета на потрошувачите, особено откако беа воведени блоковите. До сега практиката на евна дистрибуција била да на некои места каде што не може да пристапи или не ги нашле членовите на домакинството, тие предвидуваат претрошувачка на струјата и таква ја фактурираат. Меѓутоа, предвидувањето и потоа отчитувањето и нормализирањето на состојбите најчесто неретко доведува во ситуација да се влегува во повисок пресметковен блок или да се биде во повисок пресметковен блок, а потоа со изравнувањето да се влезе во повисок пресметковен блок. Тие разлики фактички доведуваат граѓаните да плаќаат повисоки сметки, а да не ни знаат за тоа. Ова најчесто се случува во зимските месеци кога се воведува нова пресметка на цената на струјата, како што беше на крајот на минатата и почетокот на оваа година, кога голем број на граѓани се жалеа дека добивале многу повисоки сметки од вообичаено. Тогаш околу 15.000 домакинства ги обжалија своите сметки, а Евана изврши корекција на фактурите на околу 15% од барањата. Инженерите направиле груба пресметка, според која домакинствата кои се оштетени, а не поднесуваат жалба, годишно плаќаат околу 8.000 денари повеќе од колку што треба. Ние направивме некаква груба пресметка за тие 15% во случај кога се нарушува со таквото пресметување само во првите два блока, кога се влегува во првиот во вториот и во вториот во третиот блок, и на 15% од тие граѓани направивме статистичка грешка, например, некој 10%. И додевме на заклучок дека на годишно ниво таквите аномалии предвидуваат дополнителен приход од 2 милиони евра на ЕВН, приход кој што можеби регулаторна комисија го зема назад и го распределува на сите потрошувачи, меѓутоа поедини потрошувачи се оштетени со таквите пресметки. И мислиме дека тоа е нефер и не е дозволено со европските регулативи. Од Министерството за енергетика се запознаени со реакциите на инженерите, но велат дополнително ќе ги разгледаат. Министерството ги следи сите реакции поврзани со предлог Законот за енергетика. Сите сугестии, вклучително и оние од стручната фела, ќе бидат разгледани во текот на законската процедура, велат од Министерството за енергетика. Се обидовме да добиеме став и од првиот човек на регулаторната комисија за енергетика. Меѓутоа, Марко Бислимовски ни кажа дека не би коментирал ништо во постапка на менување на правилата. Даниел Василев, Сител телевизија.